Добар ден, почитувани. Ова е стартот на уште една нова телма амбуланта. Условите во кои што се чуваат лековите влијат врз нивната ефикасност. Па како правилно да ги чуваме лековите во домашната аптека? Дали начинот на употреба е ист кај сите лекови? Односно, ќе разрешиме вечната дилема дали лековите се пијат на гладно или на полн стомак, со вода или пак со некаква друга течност како што е млекото. Имаме многу прашања на кои што одговор ќе побараме од магистар фармацевт Билјана Божиновска. Разговорот следува веднаш по рекламниот блок. За употребата и правилното чување на лековите денес ке разговараме со магистар фармацевт Билјана Божиновска во Анифарм. Добре ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Добар ден, Марија, добре ве наедов. Во четврток, на 30 ноември, ќе се одржи симпозиумот на тема Паметен фармацевт, аптекарска практика. Колку е важна фармацевската грижа кон пациентите и на што ќе биде ставен апострофот, акцентот на овој настан? Фармацевската грижа е многу важна и секако сите ние сме сведоци кога доаѓаат пациентите во аптека, а фармацевтите сме како сепак најдостапни здравствени работници, треба да одговориме на голем број прашања, на голем број дилеми и токму со овој симпозиум, значи Смарт фармацевт, фокусот ќе биде колку е важен фармацевтот, значи во управувањето не само со хроничната и акутната терапија, туку и во голем број превентивни мерки. Фармацевтот може да има големо влијание и во превенцијата, која што на некој начин понекогаш ја забораваме, а сметаме дека треба пред се да спречиме подобро отколку да лечиме и токму тука фокусот треба да го дадеме на фармацевската грижа и правилните совети и препораки што секој фармацевт треба да ја даде во својата аптека. Смарт фармацевтот ќе ни даде нови насоки. Значи, ние многу често фармацевтите даваме совети, меѓутоа не правиме нивно документирање. Значи, преку начинот на правилното работење на еден фармацевт, се она што фармацевтот ќе го даде како совет, практика од начинот на употреба на лековите, па се до правилниот начин на чување, правилниот начин на користење и така натаму, значи ќе го ажурира, аргументира и на некој начин ќе овозможи сето тоа да го искомуницира со матичните лекари. Она што кај нас фали е токму комуникацијата во примарната и секундарната здравствена заштита, односно комуникацијата која што ние за жал се уште ја правиме преку пациентите, а мора да постои сепак документиран и правилен начин преку кој што ние како здравствени работници со матичните лекари ќе умееме да ја пренесиме само лекувањето, непридржувањето кон дозата, неправилната употреба или пак сепак придржувањето кон терапијата од страна на пациентите, меѓутоа неефикасност на третманот. И она што не смееме да го заборавиме се можните интеракции на лековите, нивните несакани делувања и верувајте имаме многу работа како фармацевти кои што она што го работиме сепак треба да го аргументираме и токму тоа е фокусот на овој симпозиум. Смарт фармацевт, односно она што ќе го сработиме, сепак да го заведеме и представиме не само пред институциите, туку и пред матичните лекари. Ви посакувам успешен настан, успешен симпозиум. Дел од она што го споменавте како тема ќе биде обработено и во денешната емисија. Ќе започнеме со чувањето на лековите. Светската здравствена организација вели дека просечен граѓанин во Европа има домашна аптека со лекови од вредност од 400 евра. Сега сигурно оваа вредност кај нас е многу пониска, но што не мора да значи, може би во некоја домашна аптека вредност е таа, но речиси сите имаме домашна аптека. Сега, вашето искуство што говори? Што најчесто ние чуваме во домовите? Така, како домашна аптека може да се свати се она кое што пациентите го земаат во својата хронична терапија и верувам дека понекогаш буџетот е многу висок, поготово кога станува збор за третман на некоја хронична болест и верувам дека можеби и тука буџетот е 100 до 200 евра во текот на еден месец. Меѓутоа, кога зборуваме за сепак домашна аптека, која што ја чуваме доколку нешто се случи по потреба, за не дај Боже, тука сепак буџетот е нешто понизок и најчесто голем број од нашите пациенти, нашите луѓе кои што се здрави, меѓутоа во превентива земаат некои додатоци во исхрана, можеби буџетот е некаде околу 3000 до 4000 динари и верувајте дека
Она што е многу важно како тие лекови се складираат, чуваат и секако дали се применуваат и употребуваат тогаш кога навистина се потребни. Но и од лекови што најчесто имаат луѓето во домовите? Така, за одлекови кои што најчесто се користат, за не дај Боже, така ги имаат најчесто аналгетиците, зашто ние секогаш нели имаме понекогаш се јавуваат болки без разлика, секој пациент или секој човек има одреден тип на болки, па најчесто се присутни тука аналгетиците, антипиретиците или препаратите кои што се наменети за повишена температура. Тука се многу често и деконгестивите, значи го затоа што знаеме дека сме земја каде што имаме многу често алергиски реакции, настинките кои што исто така се пропратени нели со слузење на носот, кивавици, така да најчесто се токму тие како би рекле препарати кои што се ОТЦ или само пациентите може да ги користат и ја виделе нивната ефикасност во даден момент кога навистина им биле потребни и секогаш сакаат да се ги имаат во својата аптека. Тука се исто така антихистаминиците, лековите кои што се наменети нели за алергиски реакции. Така да палетата може да биде бројна. Од прилика така. Тоа е ништо што го имаме како основа во домовите. И сега, лековите обично ги чуваме во некоја фиока или пак во кутија, во шкаф. Дали тоа е правилен начин на складирање на лековите? Така. Секој лек, самиот производител наведува значи на која температура лекот треба да се чува, дали е тој фотосензитивен, односно осетлив на светлина, на топлина и секогаш температурата на која што лековите треба да се чуваат најчесто и наведено на самото упатство. Она што треба да го практикуваме секогаш како фармацевти кога ги издаваме лековите кои што бараат посебен режим, поготово температурен режим на чување, тоа е од 2 до 8 степени Целзиусови, што значи дека тој препарат или лек мора да се чува во фрижидер до неговата употреба и секогаш тука мора да го нагласиме дека нели лекот мора да биде чуван соодветно за да се зачува неговата ефикасност и за да се овозможи правилниот третман со истиот. Од друга страна, самите лекови мора да бидат заштитени не само од температура, туку и од влага. Имаме среќа што новите фармацевски облици се најчесто во блистер пакување, каде што секоја капсула или таблетка си е посебно заштитена и секогаш фолијата е она која што не дозволува самата таблетка доколку не се оштети да дојде во допир со влагата, а оние кои што се пакување во шишанца, верувам дека секогаш пациентите приметуваат дека внатре има едно перниче кое што во основа треба да ја абсорбира влагата доколку дојде препаратот. Значи тоа да не го фрламе, бидејќи обично ќе го отвориме шишенцето и тоа го фрламе веднаш. Секогаш го фрламе, меѓутоа тоа треба да се остави до крајот, нели, додека самиот препарат не се доискористи, затоа што на некој начин ја чува стабилноста на самиот препарат и абсорбира влагата. Споменавте дека некои лекови треба да се чуваат во фрижидер. Седно ли е во кој дел од фрижидерот ќе биде ставен лекот, дали ќе биде на вратата, дали ќе биде во внатрешноста на фрижидерот? По правилото, начин на чување, ние во аптеките имаме секогаш нели термометар кој што одредува температурата и таа вообичаено се движи од 2 до 8 степени Целзиусови. Секој домаќинство го нема нели тој термометар за да одбериме температурата, меѓутоа секогаш доколку се чува на вратата од фрижидерот, важно е да не се замрзнува, да не се става во близина на комората за замрзнување, затоа што тука веќе имаме и малку пониска температура. Секако, во главном верувам дека поголемиот дел од пациентите го практикуваат тоа и доколку кога ги издаваме ние како фармацевти таквиот препарат, наведуваме дека начинот на чување во фрижидер, во вратничката од фрижидерот и да не се замрзнува истиот, да не се става нели во делот каде што има доста пониска температура. Некои лековите ги чуваат во купатилото, во тоалетот, други во кујната. Има ли тоа некакво значење, бидејќи ја споменавте влагата еве сега премногу? Така, секако. Кујната во главном тука се нели готви, влага, испарување имаме секако и затоа секогаш треба да се избегнува и купатилото и кујната како место за чување на таблетките, без разлика колку и да се тие заштитени, се знае дека постои сепак најдобро чување е во соодветна кутија и на суво и темно место, заштитено од високи температури. А дали лекот треба секогаш да се чува во оригиналната амбалажа? Бидејќи понекогаш знаеме да извадиме 2-3 ленти од лекот и да ги попрактично ние така да ги наредиме кутијата да ја фрлиме.
Знаете што, кога станува збор за постарите пациенти, ние секогаш се соочуваме понекогаш и со неправилна употреба на лекови, заради тоа постојат кутии за чување на лекови. Меѓутоа, тие кутии за чување на лекови во главном, иако постои неделен начин на чување, секогаш се одредуваме да кога се ставаат во тие кутивчиња да се исече блистер пакувањето, односно да не мора секогаш да се одвои капсулата или таблетката за да се стави во кутивчето, се со цел да се зачуваат основните услови за стабилност на лекот. Меѓутоа, во дадени моменти кога имаме постари лица, не секогаш сме можност тука секојдневно да бидеме за да терапијата се зема соодветно, а се заборава. Кутиите за чување на лекови најчесто имаат добро затварање и секогаш практикуваме. Значи, наша препорака е доколку младите се тука и се во можност или самите стари си ги ставаат таблетките во кутија, да биде тоа на дневна основа, да не биде пакување за 2-3 недели каде што едноставно се одневозможува стабилност на некои од лековите. Така, вела дека лековите треба да бидат надвор од дофат на децата, тоа не е на сите општо познато, но што ако се случи децата да дојдат во контакт со некои од лековите и да испијат повеќе апчиња? Што се презема во тие моменти? Се случуваат секакви моменти, заради тоа секогаш кога ќе дојде до таков момент се гледа колку може родителот побрзо, значи да направи стимулација за нагон на повраќање кај тоа дете и да се обрати во најблиската амбуланта за прва помош да се добие соодветно, затоа што многу зависи од тоа и кој тип на препарат е испиен, затоа што брзината на делување и првата помош која што треба да се даде, родителите треба понекогаш да се обучат и во домашни услови додека да дојдат до најблиската амбуланта да умеат на децата да ја дадат првата помош. Значи, секогаш се оди кон тоа да се испровоцира нагон на повраќање за да може содржината која што испиена, ако е приметена дека е во моментот испиена, тоа е најдобар начин да се испразни желудникот најбрзо што може. Доколку веќе не сме сигурни кога детето ја испило, верувам дека се случуваат понекогаш и такви ситуации, секогаш препораките се дефинитивно да родителите си ги чуваат колку што можат, овие лекови во дофат на детските рачиња. Откако лекот ќе биде отворен, колку време може да се чува? Повторно ќе кажеме зависно од обликот на лекот. Значи, ние имаме одредени течни облици, како што се сирупи за деца, каде што самиот производител наведува на опасното на употреба дека по отварање сирупот е стабилен наредните 2 до 3 недели. И секогаш наведува дека по отварањето дел од овие течни облици мора повторно да се чуваат во фрижидер. Антибиотиците исто така, кои што се приготвуваат непосредно пред самата употреба, значи се раствараат во аптека, така. Тие се исто така најчесто во 90% од ситуациите суспензии кои што мора да пациентите откако ќе го добијат во растварен облик пред употреба истиот сируп добро се промати и тој повторно да се чува во фрижидер, а рокот на употреба е секогаш 7 максимум до 10 дена зависно од милилитражата на самиот сируп. Затоа велам, доколку родителите се придржуваат на начинот на употреба, сирупот е дозиран онолку колку што е до некогаш и неговата стабилност, ако правилно се користи. Дали антибиотиците во форма на сирупи секогаш имаат пократок рок на траење во споредба со антибиотиците кои што се во форма на капсула, да речеме? Така е. Самиот облик значи стабилност на самиот препарат. Понекогаш ние велиме дека обликот го прилагодуваме спрема возрасти, затоа велиме секогаш сирупите како течни облици се оние кои што се наменети за најмалата популација, меѓутоа да не ги заборавиме и пациентите кои што се во поодминати години. Значи, гериатриските пациенти во основа и понекогаш имаат проблем со проголтањето, па токму овие течни облици се користат за да се замени таблетарната или капсуларната терапија. Капсуларната и таблетарната терапија секако се со подолго рок на траење и најчесто, значи рокот на траење од 3 до 5 години, меѓутоа и после датата на која што е секогаш наведена на самото кутивче на лекот до кога е трајноста на тој лек, велиме дека во дадени ситуации тие лекови повторно ние секогаш како аптеки 6 месеци пред истек на рокот тие лекови ги враќаме повторно од веледоргериите каде што се набавени, заради тоа што постои соодветна процедура понатаму за нивно уништување или проверка на контрола за стабилност на тој лек, така да на некој начин тоа е еден врзан систем на контрола на стабилен лек и секогаш велиме дека пациентите
мора да го примат лекот се до неговиот рок на употреба. Се што е вон рокот на употреба, значи секако не сме да се користи. Што ако си испие лекот откако ќе помине рокот на употреба? Нема биде ефикасен или пак можеби ќе биде токсичен? Не. Или пак можеби пак ќе биде ефикасен? Знаете што, секогаш велиме, значи ние имаме позадински многу информации дека голем дел од тие лекови кога се враќаат повторно им се испитува стабилност и контрола се прави на активната супстанција, нивната ефикасност може би да е намалена за 2 до 3% или може би воопшто да е стабилноста подеднакво иста, меѓутоа заради одредени сигурностни мерки, бидејќи не секогаш знаеме колку лековите, нели, соодветно се чуваат, како споменавме, дали се чуваат според прописите кои што ги наведува производителот на самото упатство, едноставно мора да посем тие 3 години за кои што се стврдили некои имаат и до 5 години рок на употреба, имаме стабилност на лековитата супстанца, повторно се враќаат, се реиспитуваат и доколку е стабилноста во ред, значи може да се реупотребуваат. Сега, дали колку е несакан ефект ќе пројави, несакан ефект може да пројави и лек кој што е во рок на употреба и несоодветно чуван. Така да тука имаме оштетување или намалување на активната супстанција или ослободување на други штетни компоненти кои што може би довеле до некаков несакан ефект. Така да никогаш не можеме да бидеме сигурни, а она што велиме дека како фармацевти имаме одлична позиција да с пациентите доколку имаат некаков несакан ефект, алергиска реакција или можни интеракции, тука сме за да ги пријават сите тие, нели, ненадени ситуации или случаи кои што се јавуваат при земање на некој лек, затоа што тоа е процедура која што ние понатаму треба да пријавиме до надлежните институции. Откако ќе помине рокот на лекот, можеме ли слободно да го фрлиме во контейнер? Не можеме да го фрлиме. А тоа го правиме сите. Затоа ве прашав. Бидејќи треба да има некакви специјални кутии за така е. Отпад на лекови. На лекови. Каде може тие кутии да се најдат? Што да правиме со лековите откако ќе помине рокот? Да. Се случува многу често и ова прашање кај пациенти кои што не го искористиле лекот се враќаат во аптеки и многу често дел од тие лекови што се со одминати рокови ги враќаат во аптеките. Тоа се сепак ќе речам совесни пациенти кои што знаат дека самото фрлање на лекот во отпад правиме загадување и на самата животна средина, така да тие лекови повторно оди по обратен редослед. Аптеките ги враќаат во веледрогериите, а веледрогериите веќе имаат договори за на некој начин уништување на лековите со одминат рок, која што е цела законска процедура која што понатаму треба да следи. Значи тоа би требало да биде правилен пристап ако видиме дека некои лекови имаат поминат рок на траење во нашата домашна аптека, да ги вратиме. Така, да ги вратиме во аптека, најблиската аптека, а понатаму процедурата ние ќе ја продолжиме со веледрогериите. Ќе ги вклучиме гледачите во денешната Телма амбуланта, почитувани од овој момент емисијата ќе биде контактна. Сите ваши дилеми кои што се поврзани со начинот на чување, но и употреба на лековите, можете да ги поставите во денешната емисија. Магистар фармацевт Билјана Божиновска ќе даде појаснување на сето она што ве мачи, а е поврзано со денешната тема. Зошто капките за очи, за нос и за уши не смеат да бидат користени од повеќе лица? Затоа што при самата апликација, значи капалката од капките за очи, нос, уши, значи доаѓаат во контакт со самата кожа или слузница и дел од бактериите кои што се присутни на слузницата може да се пренесат и на самото апликаторче и секогаш затоа велиме дека најдобро е да доколку имаме, значи неопходна потреба, например да се користи спрејот за нос или капките за уши, сепак апликаторот претходно добро да се дезинфицира пред следната употреба и секогаш да се повторно пратат упатствата за стабилноста на овие облици, заради тоа што многу често капките што се наменети за уши и за очи имаат повторно ограничена временски период на користење заради стабилност на препаратот. Например, после отварање не подолго од 3 недели производителот гарантира дека и доколку дојде во контакт со бактерија, значи имаме доволен конзерванс или стабилизатор кој што нема да дозволи да таа бактерија се развие во препаратот или во растворот. И затоа секогаш велиме дека на пациентите кога ги издаваме овие препарати, запишете го датумот кога производот е отворен за да знаете до кога може истите капки да ги користите. Менувањето на капките во основа може да значи доколку станува збор за некаква бактериска инфекција, таа да се пренесе на
следната особа која што би го користила без разлика дали е од истата фамилија или не. А капките за нос немаат толку краток рок на употреба? Нема толку краток рок, затоа што тие се во основа самата пумпица за распрашување има заштитен механизам кој што не дозволува на кој што ќе се испраши или кој што ќе се истисне од самиот апликатор да се врати назад. Меѓутоа, тука повторно велиме, самиот надворешен дел на апликаторот постои можност да се контаминира и доколку не се дезинфицира при следната употреба на друг корисник, да бактеријата ја пренесеме преку директен контакт на апликаторчето. Ајде да проговориме за начинот на кој што може да се земаат лековите. Порано, пред 30 на години, имаше една тенденција постојано да се дават во форма на инекции. Так. Но сега пак препораката е дека е најдобро преку уста. Зошто ваква промена во ставовите? Според најновите протоколи се она кое што е брзиот начин на живот и попрактичниот начин на примена направи да пероралната или апликацијата на лекот преку уста е поедноставен за користење. Верувајте дека секогаш кога ги требаше порано и нас да ни стават инекционен облик или инекција беше нешто кое што дополнително предизвикуваше и траума и болка. Меѓутоа, кога е потребно сега брзо да се делува, сепак инекциониот облик или интравенозната апликација е нешто што постигнува најбрз ефекти. Значи, зависно од состојбата. Зависно од состојбата. Имаме состојби кои што се ургентни и итни, каде што инекциониот облик е прв избор и единствен избор за да имаме ефикасна терапија. Кога имаме состојба која што треба хронично да лекуваме или која што дозволува перорална апликација, да се лекот се земе преку уста, имаме време за да се делува, значи секогаш пероралниот облик е приоритетен облик зашто е поедноставен, попрактичен, не бара амбулантски услови за апликација и едноставно се што е побезболно е полесно прифатено и од страната на нас како пациенти. Имаме гледач, ако сакате може да додадете уште нешто. Ќе продолжиме онамо каде што запревме, ќе му дадеме предност на гледачот. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас користам капки за очи и имам галком. На користам тимолол, азот и унилард. На тимололот пишува дека се употребува од отварањето 28 дена. Так. Дали мислам ги употребувам до крај додека го потрошам на да го потрошите шишенцето. Количество што го има капки. Така и докторката ме рече да го користам до крај. Исправно ли или не е исправно? Значи понекогаш и подолго 28 дена, ако добро ве разбирам. 28 пишува. Така, наведено е на упатството. Тогаш би требала по две капки да земам од матичниот, а вака земам само по едно. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Ова е едно добро прашање. Ви благодарам. Одлично прашање. Понекогаш, затоа велам, значи ние како фармацевти, како лекари понекогаш имаме, нели, во секое правило постои исклучок, еве тимололот кој што се третира капки за третман на глауком. Има во паковката сега зависно најчесто тој како терапија се оди 2 пати во текот на денот по една капка и во главном од прилика 35-6 дена трае едно шишенце. Доколку пациентката соодветно го чува препаратот, значи не е некоја грешка дека ќе дојде до негова контаминација ако имаме правилен начин на апликација. Сепак производителот мора да го наведе тој рок на употреба, како што рековме и дека нели се наведува 3 години, меѓутоа стабилноста е многу подолга, меѓутоа заради тоа да се заштитиме понекогаш од можности на контаминиран лек заради неправилната употреба или неправилното чување, секој производител оди кон тоа да го ограничи рокот за да ја гарантира стабилноста на лекот. Да. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до водителката и гостинката. Благодарам. Сакам да поставам едно прашање до гостинката во врска со комбинираните лекови. Дали е подобро ефектот кај комбинираните лекови или оние што се поединечно земаат? Так. Пример, кај Валсакомби има, нели, и овие другите за притисок има со диуретики. Дали е поединечно ако се земаат подобар ефект или ако е полесно да се земе едно апче со 2-3
елемент. Да, ви благодарам за вклучувањето во програм. Уште едно убаво прашање добивме. Одлично прашање. Значи, секогаш комбинираните препарати се број еден за избор, заради тоа што се поедноставни за примена, а синергијата или подпомагањето на компонентите, значи повеќе активни супстанции во еден лек овозможува да пониски дози постигнат подобри ефекти во третманот и на некој начин овозможуваме редовност во земање. Рачунете дека еден пациент кој што зема препарати и за притисок и за масноти, тука се некаде 5-6 таблетки кои што треба да мисли во текот на денот да ги внесе. Комбинираните препарати овозможуваат 3 до 4 активни супстанции да се внесени во еден лек, кои што се во соодветен фармаколошки облик спакувани и едноставно добиваме многу поубави, поедноставни, поефикасни третмани во било која индикација или за било кое заболување. Така да препораките и светските стандарди е дека се оди на комбинирани лекови кои што возможуваат и едноставна апликација и подобри резултати. Што со пациентите кои што треба да примаат повеќе лекови, а да нема вакви комбинирани лекови во едно апче? Така. Дали кај нив дозирањето е проблематично? Доаѓаат ли понекогаш и во интеракција лековите, да не сме еден лек да се прими со друг па да се намали ефикасност или пак да се потенцира ефикасноста на еден лек на друг да се изгуби и слично? Така. Интеракции постојат меѓу лекови, меѓутоа во главном сите тие интеракции кои што се приметени, забележени се наведени во самото упатство и секогаш верувајте дека кога имаме комбинирани препарати и самиот матичен лекар и специјалистот и ние како фармацевти кога го издаваме лекот спрема пациентот, наведуваме кој лек кога треба да се испие за да имаме најдобар ефект со најмалку несакани интеракции меѓу нив и најмалку несакани дејства. Оно што мора да го практикуваме е персонализирана терапија. Тоа значи дека во секое правило постои некаков исклучок и секогаш кога доаѓаат пациентите, затоа велам емпатијата и моментот да фармацевтот како најдостапен здравствен работник, бидејќи сме постојано во комуникација со пациентите, едноставно сите тие нивни индивидуални забелешки во однос на ефикасноста на лекот, во однос на колку, например, ако зема терапија за хипертензија, секогаш советуваме да пациентите понекогаш и си водат дневник, особено кога доаѓа до промена на годишното време, каде што имаме големи варијации во притисокот. Комуникацијата со фармацевтот и можноста да се дојде до еден вид на персонализирана терапија која што ќе му одговара конкретно на тој пациент, верувајте дека ќе доведеме до многу поголема ефикасност и намалување, како што реков, на финансите и буџетот што пациентите го трошат во аптеките, меѓутоа ќе се намали трошокот и буџетот кој што се троши во здравствениот систем. Уште 20 гледачи ќе вклучиме. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Ало? Ве слушаме во програма. Да, ве слушаме, повелете. Докторката, да вас во студио. Ме интересира парафинско масло. Го земам за обстипација уште ланска година. Меѓутоа, нема датум. Колку време, дали може да се употреби сега и ме интересира уште капките за очи и за проколин, например, или за нос. После отварањето, колку време може да се употребат? Така. За една недела, дали... Така, дали е штетно покасно да се употребуваат? Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Парафинското масло, може ли да има бесконечно? Не може да е бесконечно. Сигурно треба да има рок на употреба на самото масло, со тоа што парафинското масло има локален ефект. Тој у суштина прави подмачкување и облажување на слузницата на цревата. И според мене сепак треба тука да се внимава на датумот, затоа што како и секое масло и ова масло може да ужегне и да се ослободи сепак слободни радикали, така да според нас да се придржуваат според рокот на употреба на маслото, а повторно капките за очи и прокулинот важи истото правило како и кај тимололот, капките за очи, значи самиот производител декларира 3 до 4 недели стабилност на препаратот од моментот на отварање, така да наведено е во упатството. Така е наведено во упатството и според нас ако да се почитува и соодветно да се чуваат капките со тоа што... Каде се чуваат еве капките за очи, бидејќи често пати
ќе стават луѓето капки во очи, за очи во купатило пред огледало и ќе ги остава таму во тоалетот. Секако самата, како што рековме, и купатилото се извор на бактерии, секогаш видиме дека самите капки за очи исто важи како и таблетарниот облик. Се чуваат во дневната соба или во соодветна кутија каде што или па и да е во ташна, нека се чува во кутивчето кое што е на дворешната опаковка на самите капки, за да се намали можноста за контаминација, па дури и на амбалажата. Значи, дури и кога ја ги носиме во ташната, треба да внимаваме. Сепак да се внимава или да се има посебен несецар каде што ќе се чуваат сите овие препарати. И на пат носиме лекови. Носиме. Да, и особено во летниот период кога е многу топло, можеме да направиме некаков проблем ако бидат изложени во врел автомобил или пак еве сега на зимување доколку некои температурите се многу ниски е влажно. Така, секогаш има по правило, нели, оние термонесесери кои што возможуваат стабилизирање на температурата и нашите практикувања и советување се сепак да се придржуваме на декларациите и прописите кои што ги бара самиот препарат да се чува и транспортира од едно до друго место. Имаме повторно гледачи, ќе им дадеме предност. Добар ден. Ало. Во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас. Ало, дали Да, ве слушаме, го очекуваме вашето прашање. Ви благодарам за поздравот. И до гостинката поздрав исто така. Јас сум повозрасна жена и примам доста лекови, и хронични, и додатни, овие витамини и така натака. Прашањето ми е, например, наутро, кога требам на гладно срце, сега, на гладно срце имам еден, друг, трет лек. Сакам исклучиво да прашам за берлитионот. Значи, берлитионот, дали може да се пие втор, трет, после испиено кафе или исклучиво на гладно срце? Јас имам невропатија, диабетска невропатија. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Берлитионот е алфа-липоична киселина и бара исклучиво на гладно да се земе за да се имаме максимална ефикасност на лекот. Кафето и кофеинот во основа, како и теинот од чајот, го намалуваат ресорбцијата на активната субстанција и секогаш кога се земаат лекови кои што се декларирани да се исклучиво пијат на гладно, најмалку едно сат до сат и пол да биде одвоена, нели, од пиењето на лекот до внесувањето на кафето или чајот, затоа што сите тие, нели, субстанции го намалуваат ресорбцијата и искористувањето на алфа-липоичната киселина, конкретно во берлитионот. Значи, не сите лекови се користат на ист начин. Не сите мора да се испијат на гладно. Некои може да се испијат и после оброк, така? Може. Кога производителот нема декларирано дали пред јадење или по јадење, тоа значи дека храната не влие врз ресорбцијата на лекот. Меѓутоа, кога производителот нагласува исклучиво на гладно, тоа значи дека лекот мора да се испие најмалку 1 сат пред внесување на храна или било која друга, нели, течност, чај, кафе. Сепак тука се исто активни субстанции кои што намалуваат ресорбција на лековитите субстанции. Ајде да го слушнеме и следното прашање на гледачот. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во програма, сте, повелете. Поздрав до вас и до гостинката. Благодарам. Колку време и какви витамини можат да се користат при вежбање за да се одбегнат некои повреди и за зајакнување на коските на зглобовите? Така, добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Што советувате во овој случај? Во овој случај превенцијата е многу битна работа, затоа што поготово кога имаме активно спортување, зглобовите се сепак оние кои што најмногу страдаат и затоа велиме подобро да спречиме отколку да лечиме. Секогаш препораките се оди кај овие нели здрави луѓе кои што спортуваат да земаат производи кои што во својот состав содржат глукозамин, колаген, хиалурон, затоа што на некој начин тие делуваат врз подмачкување на самата раскавица, ревитализација и овозможуваат создавање на поголема синовијална течност која што прави амортизација од, нели, зголемената употреба на зглобовите.
Секогаш препораките кај овие здрави луѓе што многу сакаат да спортуваат, одат кон тоа да треба да внесуваат доволно пред се здрава храна. Ја секогаш велам да не забораваме дека додатоците во исхрана се додатоци во исхрана, меѓутоа основата лежи врз здравата храна која што ќе биде богата со доволно протеини, витамини, минерали, нели, од овошето и зеленчукот, а она што може како дополнување е дефинитивно малку повеќе магнезиум, бидејќи спортистите го трошат во изобилие. И кога зборуваме за додатоци во исхрана, брзиот начин на живот направи не само да имаме, нели, таблетарни или капсуларни облици, туку и прашачиња за директна употреба, кои што возможува да секогаш си ја земеме дневната доза со нас и секаде каде да сме, нели, да можеме да ги земиме потребните витамини и минерали токму во облик на праша кој што кај на спортистите како е потребно да се внесе во доволна количина магнезиума за да се задоволат потребите на мускулите. Ги споменавме додатоците во исхраната, дали тие може да дојдат во интеракција со редовната терапија? Дали некои витамини како што витаминот С или пак Е, витаминот К можат ли да направат проблем ако се зема одредена терапија? Да, кога станува збор за антикоагулантната терапија, мора особено да се внимава, бидејќи лековите кои што ја разредуваат крвта се препишани со точно одредена причина од страна на специјалистите. Препораките треба да бидат да се внимава не само во додатоците на исхрана, туку и во самата храна. Значи зеленчуците кои што содржат, нели, зелена боја, тоа се зелката, прокелјот, брокулата, тие во основа содржат и висока концентрација на витамин К, кој што дефинитивно делува врз разредување на крв и антикоагулантно и на некој начин го стимулира и потенцира дејството на нели, антикоагулантните лекови. Заради тоа секогаш велиме дека кај овие пациенти треба да внимаваме во препораката и на храната и во препораката на додатоците во исхрана. Антиоксидансите кои што се земаат исто така може да делуваат врз, нели, ефикасноста на некои лекови и затоа секогаш велиме дел од овие антиоксиданси или додатоци во исхрана практичната употреба е појадењето да се внесуваат и повторно најдобра е да се оддалечени од самата терапија која што имаат пациентите многу често и хронична или некоја акутна терапија антибиотска, да се внимава да не бидат земени во исто време, бидејќи никогаш не можеме да бидеме сигурни каква интеракција може да јават, нели, или може да се јават и одредени алергиски реакции кои што се несакани ефекти и секогаш практикуваме како фармацевти да дадеме најсоодветен начин на примена за да го постигнеме најмногу посакуваниот ефект, а несаканите ефекти да ги намалиме на минимално. Имаме повторно гледачи, едноставно не можам да ги поставам сите прашања што денеска сакав да добием одговор, но предност имаат гледачите. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас 2015 година сум оперирана од полип на желудникот ендоскопски и докторот ми препорача да пијам нолпаза. По еден месец ми рече прекини, бидејќи имам и диабет, и стентови, и многу лекови примам. Рече не мора да пиеш више нолпаза, а јас не можам без нолпаза, за бајде на гладно ја пијам, по 45 минути доручкувам. И пишува во проспектот треба да има паузи и тоа не ми е јасно колку, како да има паузи. Ја 10 години ја пијам таа нолпаза. Ве молам тоа да ми кажете. Ви благодарам и за ово убаво прашање, бидејќи многу кај нас се пија тапчиња за желудник. Така. Сега треба ли да се паузира, може ли бесконечно да трае нивното пиење? Да, повторно ќе кажеме, повторно мораме да имаме персонализиран приод кај ваквите пациенти, зашто пациентката спомена дека пие друга терапија, која што најчесто таа терапија која што е антикоагулантна и делува и на самата слузница на желудникот и понекогаш велиме кога се дава и се препишува одреден лек, се прави проценка дали ефикасноста на лекот е поголема од неговите несакани ефекти и доколку бенефитот ќе ни биде да
го земе на опазата пациентот и подолг период од она што го препишува упатството, заради тоа да се намалат несаканите ефекти од останатите лекови што ги зема врз слузницата на желудникот, во тој случај е оправдана неговата подолготрајна употреба. Меѓутоа, секогаш велиме тука се матичните лекари кои што редовно ја следат здравствената состојба на пациентите и понекогаш во секое правило прават и одреден на исклучок во интерес на нивното здравје. И секогаш велам повторно, моментот на комуникација помеѓу матичниот лекар, фармацевтот и пациентот е оној волшебен триаголник кој што доколку функционира, верувајте, во центарот е фокусот доброто на пациентот, секогаш ќе имаме добри резултати во третманот, не само на малку нови заболувања за кои што зборуваме, туку и во превентивни цели ќе делуваме многу поефикасно. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден, поздрав до прекрасната водителка и до господјата Фунатеп. Ви благодарам. Јас сум околу темата на фитотерапија, некоја или лекот секој ден да не биде храната. Значи, прашањето не е едноставно. Секој ден пијам кафе без цекер, меѓутоа во последно време почнав кафе со цимет. Дали комбинацијата кафе-цимет делува на некој начин коагулантно, или пак дали може тој чајот на сега моринга со цимет, дали тука има некоја контраиндикација. Значи, тоа ми е прашањето, не знам. Моринга со цимет и кафе со цимет, дали се тоа одица? Кафе со цимет кафе со цимет и чај со цимет, ако ве разбрав, така? Да. Кафе со цимет и моринга чај со цимет. Моринга чај. Добро, ви благодарам за вклучувањето и за прашањето. Повелете. Имаме многу ситуации каде што циметот се користи како додаток во исхрана, го има и во таблетарен облик. Сега какви интеракции може да настанат со кофеинот? Кофеинот во основа ги врзува голем број активни супстанции и не дозволува правилна ресорбција. Ако е вкусот оној кој што прави задоволство кај пациентите и кај корисниците, се е оправдано, затоа што за мене она што е душевна храна и што го радува човекот и со она што го внесува и како храна го прави среќен и убаво се чувствува, сепак велиме нешто што кај некој е лек, за друг е отров, така да сметам дека и тука имаме еден персонализиран или индивидуализиран пристап, каде што не мора да значи дека ако нештото на некој му е вкусно и го има убави ефекти од самиот препарат. Јас конкретно како фармацевт не можам да одговорам дали има несакани ефекти. Ако имало контраиндикација или несакан ефект, пациентката самата ќе ги осетила на себе. Доколку се чувствува пријатно и доколку и прија таа комбинација, нека ја практикува. Доколку и годи, нека продолжи со оваа практика и понатаму. Имаме уште многу малку време. Јас накратко ќе ве прашам дали може лековите да ги скршиме и да си спиеме половина од таблетката. Можеме доколку се обични таблетки, доколку самиот производител направил ознака каде е местото да може таблетката да се прекрши, затоа што и тука во самото производство постојат правила. Постојат ретарден облик на таблетки кои што се со продолжено ослободување, кои што има заштитен филм обвивка кој што со самото кршење на таблетката го оштетуваме, а со самото тоа го оштетуваме и ефикасноста на самиот лек. Значи мора да ги следиме, повторно ќе нагласам, упатствата кои што самиот производител ги наведува. Ретардните облици по правило не се кршат, за да го пројават ефектот во нивните 24 часа заради постепеното ослободување, а секоја таблетка која што е бележана од страна на производителот дека може да се скрши, имаме практика каде што се земи половина и четвртина од таблетка, тоа е оправдано и секако го забележуваме. А оние кои што велат дека имаат проблем со проголтувањето, со голтањето на капсулата, може ли да ја отворат па да стават во лажичка? Па видете, имаме секакви ситуации, капсулата која што се отвори и во основа трпи, значи да се раствори во вода, меѓутоа во вода, не во друг тип на течност, заради тоа што многу често знаеме дека да практикуваат пациентите да ја растворат во јогурт или во млеко или во топол чај, имаме некојаш и топлината и калциумот, например, од млечните производи влијава за ресорбцијата на активната субстанција. А кога пријака главоболка, некогаш ми дадоа знак да прекинеме, само накратко, смееме ли да скршиме ампула и да ја испиеме? Според мене, како фармацевт, не. Значи, ампуларната терапија е наменета исклучиво за инекциона и интравенозна употреба. Таа се преминува тогаш ако
искуството зборува дека пациентите практикуваат, меѓутоа тие што сакаат брз ефект, сега имаме прашачење како облик за субликвална употреба и тука имаме брзо резултат на делување. За прашачињата во една од следните емисии остана уште многу дилеми неразјаснети, голем дел ни појаснивте, но секогаш има простор за уште едно гостување во Телма амбуланта. Секако. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување и ви посакувам успешен симпозиум. Ви благодарам за поканата и се надевам дека ќе разрешиме многу следни дилеми. Почитување, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Имајте пријатен ден.